Битола и денеска тешко дише. Зимскиот ветар не може целосно да ги растера частиците кои му додаваат мирис на воздухот. Еден од најзагадените градови во Македонија, според државните статистики, го има и црниот рекорд по бројот на лица со малигни неоплазми. Но листата на здравствени проблеми поврзани со аерозагадувањето е долга за битолчани. Пензионерката од Рек Битола, Весна Најденовска, со години трагала по диагнозата полипи на нос. 3-4 години, значи ненормално имав проблеми, ама како настинка, ова, она, така. И после тоа се направи операција, тоа беа полипи на носот. Полипи на носот. После тие полипи на носот ко направив операција и одма продолжив болувањето што ми беше, одма продолжив на работа. 7 години од операцијата, повторно пак ми се појавија, еве и сега. 18 години работела во термоелектраната, а потоа ја преместиле во рудникот. По 40 години работа во фабриката, Весна се жали дека вработените се најизложени на аерозагадувањето. Мислам дека проблемот најмногу го предизвива воздухот, се јавува како гушење некое. И ќумурот страшно мириса. Кашлам, носот нон-стоп ми течи и не можам да дишам, се дишам на устата. И навечер ништо, само течности пијам, ни капки поможуваат поќе, ништо. Ни инекци, ништо, апсолутно. Од Рек Битола вела дека вработените не се директно изложени на емисиите, бидејќи тие се испуштаат преку оджаци високи 250 метри. Сепак, согласно одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа, непрекинато се преземаат мерки за безбедност и здравје при работа на вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука, обезбедување соодветна организација и потребни средства за реализација на истите, велат од комбинатот. Министерството за животна средина, амбиенталниот воздух во Битола го мери со 2 мерни станици. Сепак, едната во центарот на градот веќе 3 месеци во грејната сезона е во дефект. Така битолчани аерозагадувањето го мерат според горчината во устата и печењето на очите. Весна болеста е лечи во битолската болница која се грее на мазут и заминува дома за да се загрее на дрва. Кога гори, дрвото произведува енергија. Количината на топлина што испушта дрвото со горење ја представува незината калориска вредност. Калориската вредност зависи од содржината на влага во дрвото и е обратно пропорционална со него. 10% поголемо количество на влага во дрвото продуцира дури 70% повеќе PM честички во воздухот. Екоактивистот Мите Ристов вели дека Битола е мачат многу нешта, но и токму влажноста на огревното дрво од домаќинствата е една од трите причинители на аерозагадувањето. Немаме ние контрола на тоа каква дистрибуција на дрво имаме до крајните корисници. Често пати се жалат граѓаните кои што велат, кои што биле сликани дека многу загадуваат, дека дрвата им ги донеле во октомври, во ноември. Тие се свежо сечени, тие се полни со вода. Системски треба да се реши и од општината, но и од државата, од министерството. Но локалните власти се крстат на одлуките на централната власт за да се разбистри воздухот во Битола. Градоначалникот Коњановски, кој доаѓа од здравството, вели дека точно знае каков проблем аерозагадувањето во неговиот град, но и тој имал моќ само за шминкерски мерки. Проектот прво на што беше од владата, поранешната влада на ВМРО ДПМН предвидено како топлификација, беше стопиран тој проект, беше промовиран проектот за гасификација, кој за жал и тој проект не мрна ни од почетната точка во изминатите 4 години, за на крајот да се каже дека паралелно ќе одат двата проекти, меѓутоа велам, далеку сме за жал од реализација. Парадоксот на градот е тоа што има 2 национални парка и во исто време е еден од најзагадените градови во државата. Неговите жители стануваат како индијанските племиња. Се молат на дожд и ветар, кој ќе им го растера густиот облак.